Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг за време на посетата на најголемите воени маневри на НАТО во западниот дел на Норвешка изјави дека Русија ја известила алијансата за ракетните вежби. So we got a notification about the Russian exercise last week. We were notified then, and Russia exercise their forces regularly off the coast of Norway. This exercise will take place just outside this fjord, and that's something which has happened before. Мобилизирајќи околу 50.000 војници, 65 бродови и 250 авиони од 31 земја, неколку стотици километри од норвешката граница со Русија на Арктикот, вежбите ја налутија Москва, која вети дека ќе се одмазни. И покрај прилично непријатните обиди од страна на представниците на Алијансата и незините земји членки да ја представат оваа воена активност како дефанзивна, очигледно е дека оваа демонстрација на сила е од антируска природа, оценува Руското министерство за надворешни работи. Руската војска во минатата недела објави дека распоредила 4 бродови во Северниот Атлантик. Шефот на НАТО се обиде да ја ублажи ситуацијата, наведувајќи дека Алијансата внимателно ќе го следи она што го прави Русија. So as long as Russia behaves in a responsible and safe way, this will not create any problems for our exercise. We will conduct our exercise as planned, and the Russian exercise will take place in international waters. Според Авинор, јавен оператор на повеќето цивилни аеродроми во Норвешка, Русија испратила забелешка за ракетни тестови од 1 до 3 ноември во Норвешкото море. Наведената зона и датумите се поклопуваат со оние на НАТО вежбата, која се одвива од 25 октомври до 7 ноември. Портпаролот на Авинор Ерик Лодвид рече дека ваквото известување во тек на некои вежби не е многу често, но додаде дека не станува збор за нешто драматично.